Четврток, 9 јануари, кратки вести во 12 часот. Во втората половина на мај и првата половина на јуни ќе биде пуштена за сообраќај делницата од Врбјани до Охрид со исклучок на делот кај Ботун, каде има мало свлечиште, што треба да се санира, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тој уште еднаш повтори дека до крајот на 2026 година ќе биде пуштен за сообраќај целиот потек на автопатот Кичево Охрид. Неодамна рече дека очекува да почне да се гради и патот Тетово Гостивари Требениште граничен Премин Ќафасан по нова рута, бидејќи сегашната навлегува во делот што е заштитен од УНЕСКО. Следните месеци ќе започне реконструкција на терминалната зграда на Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле, истакна министерот за транспорт Александар Николовски. Потсети дека Turkish Airlines од март ќе лета 4 пати неделно од главниот аеродром во Истанбул кон Охрид. Сменетиот модел на субвенционирање по патник во доаѓање се очекува да донесе дополнителни 200.000 туристи годишно, а во тек е и втори јавен повик за воведување на уште неколку дестинации со кои Охрид ќе биде поврзан авионски. Андреј Аласади е добитник на наградата Григор Прличев за најдобра поема за 2024 година. Тој е автор на поемата Никогаш пред ил потем. Аласади учествувал на повеќе поетски читања и фестивали, меѓу кои на Струшките вечери на поезијата и на поетската ноќ во Велестово. Член е на управниот одбор на Скопскиот поетски фестивал. Наградата Григор Прличев за најдобра поема ќе му биде доделена на главната манифестација Прличеви беседи во месец февруари. Времето денес сончево и релативно топло со мала до умерена облачност, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.